Родова еднаквост на жените од руралните средини преку нивна инклузија на пазарот на труд. Мерките за вработување и обуки се општи, наменети и за мажи и жени. Но во нив не е вклучена родовата перспектива и не се прилагодени потребите и специфичностите на жените во руралните средини. Во 2019 година за прв пат била воведена родово одговорна мерка 115 поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство. Во 2022 година поднесени 66% помалку барања за финансиска поддршка во однос на 2019 година. Задоцнетите исплати на средствата за мерката од првиот повик влијаело на намалување на бројот на жени кои не поднеле барање во вториот повик. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема спроведено анализа за ефектот од спроведувањето на мерката 112, помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност. Не се донесени посебни законски решенија за поддршка на речиси целосно напуштените подрачја или подрачја во фаза на сериозна депопулација во Република Северна Македонија. Согласно податоците од Државниот завод за статистика во државата 205 населени места се без ниту еден жител, а 218 населени места се со помалку од 10 жители. Во 2023 година донесена е програма за користење на неповратна финансиска поддршка за жените кои вршат земјоделска дејност и имаат статус осигуреник индивидуален земјоделец. Се стекнуваат со правото на надоместок за мајчинство за време на спреченост на вршење на земјоделската дејност поради раѓање. Во Стратегијата за родова еднаквост 2021-2027 година во целта подобрен квалитетот на работа на жените предвиден е индикатор изградба на домови за стари лица во руралните средини, но не се предвидени активности за постигнување на целта. Односно не е утврдено во колку и во кои рурални средини ќе се градат домови. Мерките и активностите за родова еднаквост на жените од руралните средини преку нивна инклузија на пазарот на труд кои се преземаат од страна на надлежните институции не се доволно ефикасни и ефективни со вклучување на жените од руралните средини на пазарот на труд и задржување во руралните средини. За повеќе информации посетете ја нашата веб страна Државен завод за ревизија.